И со нас е и Билјана Стојчевска, програмски координатор во Младински сојуз Крушево. Билјана, добро утро. Добро утро, Јелена. Имавте значаен настан. Вклучивте парламентарци не само од земјава, туку и од регионот на денот, нели? Зашто разговаравте? Колку млади ја следеа конференцијата? Па, ова беше дигитален настан, кој што се викаше парламент на иднината. Така ние го крстивме парламент на иднината и така и го обележавме денот на младите, ставајќи ги во фокусот младите во несењето на одлуките. Овој настан е дел од нашиот проект кој што се вика Youth Digizona и истиот проект е регионален проект. Поддржани сме од Balkan Transport Democracy and USAID агенцијата. Целта на самиот проект и на настанот генерално е да најдеме да ги искористиме сите иновативни можности кои што ни се нудат за регионално поврзување на младите. Особено во кризи, што ги имавме, како што во моментов ни се случува COVID-19 кризата, бидејќи се покажа кризата дека иако имаме многу инвестирано во регионалната соработка на младите за време на кризата не соработуваја. Иако нели се дигитално образовани и знаат како да ги користат различните алати. И сега Parliament of the Future или парламентот на иднината беше место од прилика каде што собра над 50 млади луѓе од 7 земји од регионот. Најмногу имаше млади луѓе од нашата држава. Ама имаше и од Албанија, од Босна и Херцеговина, од Србија, од Косово, од Хрватска и од Црна Гора. Истите тие луѓе се представници на нашите партнери во проектот. Така што заедно со парламентарците од прилика разговаравме што значи демократијата, како е добро, како што значи практично да се практикува демократијата во нашите општества, зошто е важно на младите луѓе да им се остави простор. И зашто е младите луѓе не се проблеми. Тоа беше најголемиот заклучок во самиот парламент или во самиот настан, дека младите луѓе се дел од решенијата во нашето општество. Така да најголем заклучок, ајде да уште еднаш потенцираме, дека убава дискусија имаше меѓу гостите, говорници. Имавме тројца парламентарци и една представничка на младите во одредена во политичка коалиција, значи луѓе кои што се носители на одлуки, ајде да речам, и младите луѓе. И беше дискусијата на едно убаво демократско ниво, Јелена, така да задоволни сме од успехот на настанот. Кои се најголемите забелешки на младите упатени до парламентарците во случајов? Се препознаа ли парламентарците во тоа што во забелешките на младите? Верувам дека горе долу забелешките од регионот, да речеме, се исти. Младите истите проблеми ги имаат, истите маки мача, така што а политичарите нели горе долу се исто така на некоја иста бранова должина, да речеме. Па, Елена, ние немавме намера да младите луѓе упатуваат забелешки, туку имаме намера да младите луѓе сватат како еден процес. Значи, еден проблем, како се поставува решение на тој проблем, прво како се приоритизира тој проблем, па како се поставува решение и како се бори да речам носителот за одлука за поставеното решение, за да издействува за решението. Практично, ние сметаме дека младите луѓе треба да го знаат процесот за да можат да действуваат за решавање на нивните проблеми. Сега, како им дадовме можност на младите луѓе да ги набројат од регионот и да, исти се проблемите кои што ги имаат младите. Да, точно се разликуваат со некоја нијанса, каде има со ситни нијанси, ама како топ 3 ги извоја, значи ние ги користевме тие дигитални можности за они да ги излистаат проблемите и да ги истите исприоритизираат. И како топ 3 сите 50 млади луѓе кои што ги беа вклучени, прво ви кажав, истакната е потребата кај младите луѓе да работиме како општества
и кај нас и во регионот за подобро образование и за поквалитетно образование. Тоа беше прв проблем кој што сметаат и практично бидејќи беа и парламентарците на самиот нивен парламент, на младите парламентот, укажаја како своите проблеми младите луѓе понатаму да ги решаваат. Под два, вклучувањето на младите луѓе во процесите на одлучување, што сведоци сме ние во текот на цела оваа пандемија, дека младите луѓе се само повикувани како проблеми. Еве и во моментов младите луѓе, журките на младите се проблем, да речеме. И затоа они гледаат дека проблемот е во невклучувањето на младите во процесите на одлучување и затоа се явуваат после како проблематична демографската категорија. И последно што беше истакнато е желбата на младите луѓе да не живеат во овој региони, во своите земји. Значи brain drain, тајде како ние од граѓанскиот сектор најчесто се упресена овој проблем. Меѓутоа, она што за мене, јас го модерирав овој настан, беше интересно, е дека младите, например, ги поставија вакво прашање на парламентарците. Од каде ги црпат информациите за младите при поставување на проблемите во нивното секојдневно работење. Тоа беше за мене интересно прашање. Мислам, младите луѓе очигледно не веруваат во релевантноста на носењето на одлуки. Ме разбирате? Да. И тоа не беше забелешка, туку беше прашање. Затоа што сватија од стилот на настанот дека не можат и они да дојдат до приоритизирање на проблемите ако нема база на податоци пред да ги поставуваат проблемите на пиедестал. Прашање до нив, констатација практично од младите. Значи на своја кожа почувствувале нешто, гледаат дека нешто не е како што треба и затоа го поставуваат, нели, како проблем, како прашање. Да, беа отворени. Мислам, за среќа на овој настан претежно не беа млади парламентарци, туку блиску до младата група парламентарци, луѓе со секојдневно работат со млади луѓе. До пред скоро време биле млади луѓе и лесно беше. Јелена, лесна беше дискусијата, бидејќи ја разбираат оваа демографска група. Едноставно беше и сметам дека зголемивме свесност кај носителите на одлуки за колку е важно младите луѓе да бидат блиску до нив и да бидат вклучени. Тоа е од една страна. Како и скренавме внимание затоа што излистаа младите луѓе повеќе од 30 на проблеми. Значи, верувам дека носителите на одлуки не биле запознаени со сите овие проблеми на младите луѓе кои што ги имаат. Понатаму исто така кренавме свесност кај младите луѓе дека процесот на носење на одлуки не е 3 во 1 кафе, дека мора да и биде процес. Да. Дека треба... Мислам дека тоа младите многу добро го знаат, дека не може од денес за утре тоа да се направи, дека системски се решаваат работите и доколку постои координација нели меѓу институциите, дека до толку побрзо и ќе се решаваат работите. Сега јас би ве прашала за крај, кои се вашите планови, имате ли некакви можеби младински размени со оглед на се уште актуелната ситуација со ковидот и актуелниот четврти бран, што се случува со тие младински размени? Па вака, ние во текот на лето завесме доста внимателно. Имплементиравме неколку активности физички, плюс еден меѓународен настан имавме во Крушево. Внимателно ќе постапуваме и понатаму. Она што можам да го потврдам, Јелена, е дека во следниот период дефинитивно ќе ја имаме меѓународната 19-та меѓународна младинска конференција Европски вредности за едината на Југоисточна Европа. Како ќе ја имплементираме и степенот на хибридност до каде ќе биде? Тоа е некаде во септември, така или? Крајот на септември. Тоа е традиционално нешто што го работите, да. Да, имавме и лани. Лани беше целосен дигитален. Да, онлайн беше лани, да. Да, годинава ја планираме да биде хибридна. Што значи дека ќе имаме некои
во физички простор млади, група на млади луѓе, ама колку ќе бидат и каде ќе Па бидат? добро, Билјана, ќе се слушнеме тогаш, па ќе Да, разбереме како ќе биде, бидејќи на вистина состојбата се менува од час во час кога говориме нели за ковидот, за короната, еве кој да очекува дека вака ќе дојдеме и до овие статистики, нели, високи бројки и така. Епидемиолозите предупредуваа, меѓутоа, нели, мислам. Не би сакала да ги никакви прозивки, нели, да правиме до младите најмалку, меѓутоа мораме да бидеме сите одговорни. Мораме на вистина да разбереме дека вакцините се нешто што може да помогне и треба да се искористи. Ви благодарам, Марија. Билјана, простете. Билјана. И јас благодарам, Елена, што ни давате стално простор да истакнеме колку е важно да бидат младите луѓе вклучени во нашето носење на одлуки. Младински сојуз независно од новиот бренд ќе ги вклучува младите луѓе. Денес имаме начини како да ги вклучуваме и тука сме за се што треба понатаму повторно да не барат и да не вклучуват. Да, секако. Се слушаме од септември повторно со нови информации, Билјана. Се слушаме, имајте добра недела. Ви благодарам многу, исто и вам успешна работна седмица, убав ден. Тоа беше Билјана Стојчевска, програмски координатор од Младински сојуз Крушево.